И народниот правобранител отвори предмет за хаосот со хирушките сали. Додека се чекаат германските резултати, ќе се проверува што ја предизвикува непријатната миризба во операционите сали на клинички. Ќе се утврдува дали се прекршуваат правата на пациентите, со тоа што одложени се илјадници операции за само еден месец. Од кабинетот на Зибери по собствена иницијатива побарали информација од здравствените власти на колку пациенти им се одложени интервенциите и кога ќе се реши проблемот со неголемиот хирушки блок во Македонија. Колку пациенти колку време чекаат на хирушка интервенција и што се презема проблемот да се надмине. Се разбира, до сега ние немаме добиен некој одговор од страна на Министерството за здравство, а откако ќе го добиеме одговорот за сите побарани информации, ние ќе ја продолжиме постапката во насока на утврдување на реалната состојба. Во меѓувреме, надлежните најдоа привремено решение со надворешни компресори колку толку да го смират хаосот и да ги врати хирурзите во делот салите на клиниките. На ваков начин, на травматологија и ортопедија од 6 сали во функција времено се ставени само 4. Единствено урологија функционира со целосен капацитет, а се очекува на клиниката за дигестивна хирургија неделава пак да почнат операциите во само една хирушка сала, затоа што абдоминалните хирурзи до сега воопшто не оперираа. Она што виси е дали за колку време ќе се реализираат одложените интервенции на кои чекаат илјадници пациенти. Според проценките на хирурзите, за овие 30 на дена откако се затворени салите, откажани се повеќе од 2000 операции, а се стравува дека летниот период дополнително ќе ја пролонгира листата на чекање. Укажувањата од владата за промена на компресорската станица и на инсталацијата на хирушките клиники уште патуваат до заедничките служби, откако тие ќе го добијат дописот од владата, за една недела треба да достават оперативен план.